Настаните кои што се опишани во книгата Неемија, хронолошки гледано се последните настани кои што ги знаеме за Стариот Завет. Значи тоа што ќе го прочитаме сега и во идните недели кога ќе проучуваме оваа книга, тоа е последното нешто што го знаеме пред да настане оној што го велат 4 вековен период на молк. Знаете, имате Стар Завет, имате Нов Завет и помеѓу Стариот и Новиот Завет, иако не е запишано директно, имате 400 години на молк. Зошто молк? Молк затоа што Бог ниту праќал пророци, ниту пак праќал ангели кај својот народ за да даде некој откровение. И затоа се вели меѓузаветен период или меѓузаветен молк. Значи, ова е последното нешто што го знаеме од Стариот Завет. И ситуацијата не е баш јајна. Имаме состојба каде што од тоа што го читавме од глава 1 дознаваме дека кога Вавилон ја го освои царството Јудеја, дел од луѓето, тие што беа поспособни, ги зедоа со себе во Вавилон, а останатите луѓе ги оставија да живеат во Ерусалим и живеа во многу бедни услови. После некое време, делот евреите почна да се враќаат во Ерусалим, бидејќи персискиот цар Кир им дозволи да се вратат и да го возобноват храмот. Тоа се случи во времето на Зоровавел и после во времето на Езра. Значи, имаме народ кој што живееше веќе во Ерусалим во бедни услови, ама кога се врати и другите да го возобноват храмот, сепак ситуацијата не беше сјајна. Или како што вели брат му на Неемија во 1 глава 3 стих, вика дека тие таму што се наоѓаат, што живеат, се во голема неволја и понижување. И покрај другото, проблемот беше тоа што ѕидовите околу градот Ерусалим тогаш не беа обновени. Значи имате град кој што малте не е во рушевини. И бидејќи е во рушевини, секој може да влезе и градот нема никаква одбрана. Од штетни влијанија нема одбрана. И затоа треба да се возобноват рушевините. Ама тие рушевини во кои што живеа јудејците тогаш, што беа рушевините од ѕидот на Ерусалим, не беа единствените рушевини, затоа што имаше духовни рушевини, имаше морални рушевини, имаше општествени, економски, емотивни, секакви рушевини, кои што произлегуваат од тие духовните, народот живееше во нив. И затоа Неемија чувствува повик да отиде да го возобнови тој ѕид околу градот Ерусалим и да ги поттикне луѓето сериозно да се ја сватат верата во Господ. И тој ѕид околу градот Ерусалим повторно беше само една буквална физичка слика на она што се случуваше духовно гледано, на состојбата во која што народот се наоѓаше во тоа време. И тој ѕид стоеше струшен 140 години. Ние денес се жалиме дека 30 години од независноста на Македонија нештата не тргнуваат, некои нешта не се менуваат. И тоа е стварно така, не викам дека треба да речеме се е во ред. Замислете 140 години да нема никаков напредок. Проблемот кога нема некаков напредок, и ова не го зборам само на политичка сцена или на пример во тој контекст, ама и лично кога имаме некои рушевини, кои што не ги фаќаме со Божја сила и со Божја помош да ги обновиме во нашите животи. Службата во црквата, меѓусебен однос, личната вера, што и да е тоа кој што страда во нашиот живот, ако го оставиме така некое време, проблемот е што се навикнуваме на рушевините. Се навикнуваме нештата да не бидат такви како што треба да бидат. И ќе ви дам еден пример, за мој стран го кажувам ова, имавме мината година пакетчиња делевме од Самаританс прс. И од тие пакетчиња останаа некои кутии, тие големите кутии кои што се пакетчињата, и за да не се вдека ги ставив горе на балконот. Пола година стоја на балконот. Со тек на време веќе не ги забележувам, ќе погледам вака нагоре и мене се ми е во ред. Пола година седа таму, не се буквални рушевини, сакам да кажам, кога нешто го оставаме да се седи така, со тек на време е дел од тоа кој сме, со тек на време веќе не го забележуваме, едноставно станува дел од нашиот идентитет. И можеби за израелците, за евреите во тоа време, за јудејците, тоа беше проблемот. До душа, во времето на Езра, и ова треба да се извинам што го кажав, ја во една од претходните проповеди реков дека во тие 140 години никој не се сети да земе да го обнови тој ѕид. Се извинувам, тоа беше грешка, бидејќи во времето на Езра луѓето почнаа да градат, ама царот им рече не.
И кога еднаш им рече не, кога се соочија со една пречка, они веќе рекоа готово, не, тоа неверојатно така треба да остане. Некој пат многу лесно се откажуваме од некои работи. Само затоа што се соочуваме со опозиција во овој конкретен обид, не значи дека така треба да остане ситуацијата. Кога царот им каже еднаш не, они рекоа, во ред, тоа е тоа. Така ќе си останат ѕидовите. И од човечка гледна точка, главниот лик во оваа книга е Неемија, човек чие име значи Бог или Господ утешува. Неемија, за кого во првата глава се вели дека работеше како винар кај царот, персискиот цар, и живееше во градот престолнина по име Суза. И кога дозна Неемија во каква состојба живеат јудејците во Ерусалим, него му падна тешко, ама неговата реакција не се сведе само на очај, на колку ми е криво што јудејците живеат во такви услови. Туку знаеше дека Бог може да направи некаква промена. И тоа е се надевам, една од вистините, еден од принципите кои што ќе ги научиме и ќе ги сватиме длабоко во нашите срца додека ја проучуваме оваа книга. А тоа е следниот. Се додека Бог е во игра, рушевините во твојот живот, и во мојот живот, и во твоето семејство, и во моето семејство, рушевините во црквата, не мора да се конечен резултат. Со други зборови, се додека Бог е во игра, а Бог е во игра се додека му се обраќаме него, се додека му пристапуваме со вера, Бог сака е заинтересиран да действува во нашите животи, рушевините не мора да бидат конечен резултат. Односно, рушевините може да се обноват. Ја би рекол дури какви и да се. И минатиот пат завршивме, само ви дам сега еден преглед на тоа до кај стигнавме, завршивме со молитвата на Неемија, каде што тој се исповеда за гревовите на народот, свесен е дека виновникот за состојбата во која што се наоѓаат јудејците не им е некој друг. Не е она Адамовото Ева ми е крива. Туку, не Господе, причината зошто ние се наоѓаме во оваа состојба се што? Нашите гревови. И треба храброст човек кој ќе погледне на својот живот да не вперува прсти постојано на сите останати. Вистина е дека тоа што другите го прават, било да се политичари и какви одлуки носат за државата, било да се родители како не израснале, вистина е дека има влијание кон тоа што ни се случува околу нас. Ама библиски гледано, секој пат одговорноста е првично наша. Како ние реагираме на тоа што другите го прават. Бидејќи воспротив секој пат имаме некој друг што ни е виновен. Значи, од родител до брат, сестра, до ближен, до некој од црквата, до пасторот, до проповедникот, до професорот и така натаму, секој пат имаме некој кој што ни е виновен. Ама ако ќе преземеме одговорност, ја верувам дека ние се позиционираме за Бог да почне со промена во нашите животи. И Неемија, тоа што го направи од неговата молитва, е побара, ќе се сетите на 11 стих од првата глава, кој што завршува неговата молитва со помогни му денес на твојот слуга и воведи го во милоста пред очите на тој човек. И на крајот, тоа е крајот на молитвата, и на крајот Неемија само дава изјава и вели тогаш јас бев винар кај царот. Ама забележете од оваа последна реченица од молитвата, Неемија вели помогни му денес на твојот слуга и воведи го во милоста пред очите на тој човек. Со други зборови, Неемија уште во истиот момент бара Бог да реагира и да му отвори врата да се врати во Ерусалим и да направи нешто во однос на рушевините во Ерусалим, како буквални, така и духовни. Според прва глава, први стих, се тоа се случува во месецот Кислев. Сега да каков Кислев, според денешното броење на времето, тоа ви е некаде ноември-декември од годината. Значи, некаде во ноември-декември од годината, Неемија дознава за состојбата во Ерусалим, плаче, жали, пости, се моли и вика, Господе, уште денес дај ми да почне работава, да тргне работава, да се среди. Втора глава, први стих, во 20-та година од царувањето на Артаксеркс,
Во еден ден од месецот Нисан имаше пред мене вино. Јас го зедов виното и му го подадов на царот. И бев натажен пред него. А царот ме праша, зошто ти е нажалено лицето, иако не си болен? Ќе читаме 2 глава до 8 стих. Тоа може само да значи дека имаш тага на срцето. Јас многу се уплашив и му реков на царот, вечно да си жив царе, како да не ми биде тажно лицето кога градот, домот, каде што се гробовите на предците мои е запустен и портите негови со оган си изгорени. И царот ми рече, па што бараш? И јас му се помолив на небесниот Бог и му одговорив на царот. Ако му е угодно на царот и ако твојот слуга нашол благоволение пред лицето твое, тогаш испратиме во Јудеја, во градот каде што се гробовите на предците мои, за да го издидам. И ми рече царот пред царицата која седеше до него, колку време ќе трае патот твој и кога ќе се вратиш? И царот се согласи да ме пушти откако го определив времето. Тогаш му реков на царот, ако благоволи царот, са Неемија преку лепи погача бара, ама ќе добие и погачата. Нека ми се даде писмо до управителите на областа зад реката, за да ми дозволат да минувам додека стигнам до Јудеја. И писмо до Асав, чуварот на царските шуми, да ми даде дрва за вратите на тврдината што е кај Божиот дом и за градските ѕидишта и за куќата во која ќе живеам. И царот ми даде, бидејќи раката на Бога беше над мене. 1 глава, 1 стих. Во месецот Кислев, односно ноември, декември, Неемија ги дознава овие работи, се моли пред Бог и бара Бог да реагира. 2 глава, 1 стих, месецот Нисан. Според тогашното броење на времето или во денешен превод, тоа поминаа помеѓу првиот, помеѓу моментот кога Неемија дознава и се моли и моментот кога Бог му отвара врата да оди во Ерусалим, поминаа 4 месеци. Неемија вика, денес, Господе. И Бог му вика, ќе почекаш. Бог го остави Неемија да чека 4 месеци. И сега, не знам како Неемија се чувствувал во однос на тоа. Замислете од Бог да барате нешто денес, да речеш, Господе, работава итна. Те молам, уште денес, промени оваа ситуација. И Бог, во својата семудрост, во својата суверена волја, да те остави да чекаш 4 месеци. Може би во тој период Неемија се разочарал. Се рекол, Господе, барав јас уште од тогаш да реагираш. Луѓе сме, кога ќе побараме нешто од Бог и нас ни е итно, а на Бог не му е итно, ние некако се викаме, Господе, ама ја очекувам ти според моите желби, според мојот распоред, според моето време да реагираш. Ама Бог си реагира според неговото. И мислам дека како верници некој пат тоа ни е една од најтешките реалности кои што така се бориме за да ги прифатиме. Дека Божиот распоред и твојот распоред се различни. Дека условно кажано Божиот календар и твојот календар се различни. Ти може да мислиш дека да, денеска треба да го добијам ова, или денеска сакам да го добијам ова, ама Бог има причини зошто остава некој пат ситуацијата без да реагира. И Неемија не е единствениот кој што чекаше во Светото писмо. Многу луѓе чекаа во Светото писмо. Мојсей, се сеќавате? Кога Мојсей имаше 40 години, Мојсей беше потекло израелец. Кога виде дека египјаните ги угнетуваат израелците, Мојсей сакаше во своји сили да ги ослободи израелците. Зема и губи египјанинот. Бог му даде да ги ослободи израелците 40 години подоцна. Може и во тие 40 години Мојсей си рекол, нема шанси ситуацијата ќе остане таква. Може би, не викам дека е така, може би самиот Неемија си рекол, молев, ама ете Бог, не знам зошто, ама не се пројави. И затоа, според тоа што го читаме во 1 глава, Неемија многу добро ги знаел Божите ветувања. И добро е да се надеваме на Божите ветувања. Ама исто така е важно да го препознаеме и Божјото време. Ние би Божите ветувања денес, одма, сега, тука да се исполнат. Ама Бог во својата семудрост некогаш дозволува да почекаме.
Некој, например, Бог ветил во неговиот збор дека ќе се погрижи за сите наши потреби. И тоа е да и амин, и во тоа можеме да бидеме сигурни. Ама некогаш кога човек, и сигурен сум дека некој од вас го знае тоа, секој од нас го знае во искуство, ќе тргнеш да бараш работа и знаеш дека Божјата грижа покрај другата за тебе треба да биде да ти даде работа за да работиш, да заработуваш. И недела дена нема ништо, 2 недели нема ништо, 3 недели нема ништо. Ти си викаш, Боже, ама ти си ветил. Да, ветувањето е тука, ама Бог знае во свое време како да го даде тоа што го ветил. Некој можеби сака да стапи во брак. Сакам да стапам во брак. Да. И се моли за тоа и бараш, ќе поминат месеци, некогаш можеби ќе поминат години и си викаш, аби како правата личност да не можам да ја сретнам моментално. Верувај во Божјото време. Некогаш како црква велиме, да, ние сакаме повеќе луѓе да доаѓаат и така натаму, сакаме се трудиме да досегнеме повеќе луѓе со евангелието и сакаме уште од следна недела се да биде полна црковната зграда. Ама важно е да му бидеме верни на Бог. Додека го споделуваме евангелието, да чекаме на Божјото време кога тој плод, кога тоа семе кое што го сееме ќе даде плод. А да не зборам па за лично кој им сведочиме на луѓето. Им сведочиш на луѓето и сакаш да го прифатат Христос, сакаш да поверуваат и чекаш. Некога со години ќе чекаш. Ја не верувам дека Бог ветил дека секој некој ќе му сведочиме дека ќе се новороди. Ама некогаш треба да чекаме на Божјото време и да не ги присилуваме нештата во своји сили. И чекањето не е секогаш лесен и едноставен процес. Ние сме навикнати во општеството во кое што живееме многу нешто брзо да ги добиваме. И кога Бог ќе не остави да чекаме, Бог не става во својата тренинг школа. Ама кој што е за наша изградба. Ама верувам дека секој човек, на секој од вас му е секој верник, па и секој човек, ама особено Бог сака верниците да ги гради на таков начин, Бог знае од време на време да не остави да чекаме. И во тој период на чекање, многу е важно да разбереме дека библиски гледано, чекањето не е напразно потрошено време. Не мислам дека чекањето од перспектива на тоа кога Бог не остава да чекаме, е како кога чекаш автобус. Го нема пола сат и ти само дремеш и ништо не се случува. Не е тоа така. Кога Бог те остава да чекаш, кога Бог не остава да чекам, тој во позадина прави нешто, кој што ние можеби не можеме да го препознаеме, можеби не се гледа со голо око, ама Бог го подготвува теренот. Ова не го пишува директно во книгата Неемија, ама јас лично верувам и не ви го наметнувам тој став, дека во тие 4 месеци Бог го подготвуваше и срцето на Неемија и срцето на царот, за кога конечно дојде тој момент двајцата да бидат спремни за тоа што Бог сака да го направи. Така што кога Бог не остава да чекаме, тоа не значи дека тој не е заинтересиран. Тоа не значи дека тој има многу поважни работи, па нашава не е толку приоритетна. Кога Бог не остава да чекаме, јас верувам дека многу често почнува дело во нас за да не подготви, да бидеме спремни за кога ќе направи нешто околу нас, да бидеме спремни за тој момент. Можеби, предпоставка, ако Бог во истиот ден му одговореше молитвата на Неемија кога тој бараше, можеби Неемија ќе отидеше во Ерусалим со погрешен став во срцето. Можеби ќе отидеше со гнев. Ама кога 4 месеци поминаа, Неемија беше подготвен, Бог му ја отвори вратата преку овој разговор. И по 4 месеци доаѓа тој момент, Неемија вели му подадов чашата, му го подадов виното на царот и бев натажен пред него. Царот го прашува што ти е, очигледно не си болен, зошто си тажен. Интересно е дека во втора глава први стих завршува со и бев натажен пред него, а втора глава втори стих завршува со и јас многу се уплашив. Значи, кај беше тажен Неемија поради состојбата во Ерусалим, сега од друга страна царот го прашува што ти е. И Неемија многу добро знае, бидејќи претпоставам дека тоа му бил дел од работен опис во тоа време, дека ти пред царот не може да се појавуваш тажен. Не може пред царот да дореш да си потиштен.
Царевите во тоа време биле луѓе кои што имале многу големо его. Затоа што имале големо его, затоа што многу се замислувале, факт е дека владееле над големи народи. Во тоа време пред царот не смееш да се појавиш ако не си дотеран и ако не си весел. Зошто? Бидејќи царевите верувале дека самиот факт што си во нивното присуство треба ти причинува радост. Ти какви сакаш може да си имаш проблеми дома. Од 8 до 4 условно кажано, тие проблеми ги забораваш. Осмех на лице и се е во ред. И одеднаш Неемија доаѓа тажен и царот мика, што си ти тажен? Животот го ризикува. Буквално ако на царот му бил лош денот, можел да рече, убите го овој човек. Зошто? Не се појава среќен пред мене. Он треба да му биде са бале, кога ќе се разбуди, треба кога ќе помисли на мене, среќен да биде. Идам со царот да се видам јас. Како да си заљубен во него. А Неемија доаѓа тажен. И ова е сосема друга тема, ама верувам дека е важно и накратко ќе ја спомнам. Ми се допаѓа искреноста на Неемија. Да, верник бил човекот, ама не е еден од оние верници кои што колку и да му е тешко и да е потиштен, ќе се појави во црква, осмех на лице, како си, добро сум, слава на Господа, алелуја, се е во ред, се е добро, благословени сме. Не, Неемија вика, едноставно не можел веќе да издржи и покажува дека му е тешко. И јас верувам дека Бог сака да бидеме искрени на таков начин. Бидејќи ако Неемија не покажал тажно лице пред царот, царот можеби никогаш немало да го отвори овој мобет кој што доаѓа до неговото одење во Ерусалим. Ако ние секогаш пред другите се прикажуваме дека се ни е во ред, дека немаме потреба од молитва, дека немаме потреба од помош, дека немаме потреба од совет, од разговор, можеби се лишиме себе си од можноста Бог да не благослови преку другите. Не верувам дека ние постојано треба да бидеме потиштени, бидејќи ако сакаме да најдеме причина, секогаш ќе најдеме причина да бидеме потиштени во овој грешен свет. Христијанскиот повик е да се направи еден баланс помеѓу радоста и тагата. Ама искрено не ми се вера дека човек може постојано да биде радосен. Дека постојано се му е во ред. Не, ако ти е нешто тешко, кажи. Дојди бе некој пат во црква со натажено лице. Нема никој да ти избрка од црква, бидејќи ти не е тоа услов за да дојдеш на богослужба. Па може би некој ќе те праша, ќе те рече како си, тешко ми е. Што ти е тешко? Може би ќе ти даде совет. Може би таа молитва која што ќе се моли таа лично за тебе, ќе те освежи, ќе те подигне. Добро е да бидеме искрени. И кога царот го прашува Неемија што се случува, зошто си тажен, забележете дека Неемија не му вели градот во кој што живее мојот народ е во урнатини. Туку вика градот, домот каде што се гробовите на предците мои. Са каква врска имаат гробовите со жив народ таму кој што живее и кој што страда. И некои толкувачи на писмото велат дека ова е многу тактички одговор. Во тоа време персиците имаат религија што се вика зороастризам. И иако во тоа време они не ги погребувале мртвите на ист начин како јудејците, сепак поради нивната религија биле обврзани да почитуваат што другите веруваат во однос на мртвите, во однос на загробниот живот и така натаму. Кога Неемија му вели на царот, градот кај што се гробовите на моите предци е уништен, Неемија го допира царот на слаба точка. Бидејќи на некој начин знае дека царот е обврзан заради почита која што неговата религија, колку и да е лажна, го обврзува да ја има кон мртвите, го удира во слаба точка, го допира во слаба точка, за да го омекне царот и да свати, окей, со гробови на мртви нема играчка. Ако таква е состојбата, ќе го пуштам Неемија. Да си го реши тој проблем и да нема оваа мака. И кога му кажува, кога му зборува не за градот кај што живеат живите, туку за градот каде што се наоѓаат гробовите на мртвите, царот омекнува и вика, добро, што сакаш? Што бараш? Кој е твоето барање? Интересно е, вели Неемија, 4 стих. И царот ми рече, што бараш? Вика, јас му се помолив на небесниот Бог. Не кажува Неемија што му кажа на Бог, што побара од Бог.
проповедав на оваа тема пред неколку месеци, ама ова било релативна кратка молитва, може да бидете сигурни во тоа. Ова предпоставам дека била молитва од 2-3 секунди. Нешто во стилот на Боже, дај ми мудрост. Што да кажам? Или Боже, дај ми ги правите зборови. Или Боже, дај му на царот разбирање. Немало време за долги молитви. Едноставно кратка молитва, која што верувам дека многу влијаела на атмосферата, на нивниот разговор. И добро е од време на време да често да практикуваме вакви кратки молитви. Имаш некој конфликт, во искушение си да избувнеш, да кажеш, Господи, дај ми мир. Како беше на дај ми трпение, пошто ако ми даде сила, некој ќе настрада. Господе, дај ми трпение. Господе, дај на другата личност разбирање. Господе, отвори ја врат. Кој е да е? Кратка молитва, која што библиски гледано, верувам дека може многу да влијае во атмосферата, во разговорот, во ситуацијата. И откако му се помоли на царот на царевите, Неемија му се обрати на царот, персискиот цар, и го кажа кој е неговото барање. Неговото барање е да се врати во Јудеја, во градот каде што се гробовите на предците мои, за да го иззида. И ова е доста храбро барање, иако доаѓа од страна на човек кој што бил близок до царот. Нели, обично и во денес и во политиката, ако имаш некој што е таму близко до власт или до врвот, што и да побраш, малте не можат многу работа ти поминат. И во тоа време можеби луѓето така размислувале. Јас сум винар на царот, секој ден се гледаме со него, ако побарам ваква работа, па најверојатно нема да биде проблем да ми дозволи да го направам тоа. Како што спомнав, во времето на Зоровавел и на Езра, мислам дека во времето на Езра, јудејците почнале да го градат зидот. И тогашниот цар, за кој што некои толкувачи веруваат дека е истиот овој цар, други веруваат дека е негов претходник, ама повторно, персиски цар, тогашниот цар им вели, откако непријателите ги кодошат и велат, царе, не им дозволувај на јудејците да направат зид, да го созидаат градот, бидејќи ќе се побунат против тебе, царот во тоа време им вели, не може, прекинувајте со градбата. Не може градот Ерусалим да се обнови, зошто? Бидејќи еве што се плашат царевите во тоа време. Ако зидовите на овој град се обноват, веќе градот станува како тврдина. Ако градот станува како тврдина, можеби тие кои што живеат во него ќе се осоколат и ќе речат, ма каков цар бе? Не му плаќаме ние данок него. Од сега ние сме си царство сами за себе. Ако го направа тоа, царот има нов борбен или воен фронт. Значи, изградбата на царот на градот Ерусалим стратешки не му иде во прилог на царот. Бидејќи може да му предизвика нов проблем. Ама кога Бог сака да направи нешто, невозможното станува возможно. Тоа што претходно било вака, Бог може да го направи да биде вака, да го промени. Кога Бог сака да направи нешто, Бог може да направи пресврт. Тоа што била стратешка опасност за Персија некое време претходно, одеднаш Бог во неговата милост дозволува царот да рече во ред, нека биде, не е проблем. Не само тоа, туку на крај Неемија побара и царот да ја финансира изградбата на зидовите и тоа го доби. Кога Бог сака да направи нешто, утробата која што не раѓала, ќе раѓа. Сеќавате на Аврам и на Сара? Кога Бог му каже, од тебе ќе подигнам народ, ама жена ми е стара. Ирелевантни се околностите во кои што живееме. Она што е релевантно е Божјата волја. Кога Бог сака да направи нешто, таа диагноза која што пред 5 месеци била ваква, сега може да биде сосема поинаква. Тој човек кој што 20 години наназад не сака да поверува, може во една вечер да поверува. Тие финанси кои што се потребни, не знаеш од кај ќе дојдат, може да дојдат од таму од кај што најмногу ги очекуваш. Кога Бог сака да направи нешто, кажете ми кој е тој што ќе го запре или која е таа околност која што ќе го ограничи и Бог да рече, извини, не можам јас тука веќе да ургирам, ова е вон моите ингеренции. Не му го смени ставот на царот за да го постигне тоа што сака да го постигне.
И царот праша, колку време ќе трае патот твој и кога ќе се вратиш? Интересно е дека Неемија не одговори со, не знам. Не знам, треба да отидеме таму, па да видиме, па да почнеме со изградба, па знаеш, малтерот дали ќе фати или нема да фати, па ќе најдеме ли камења, колку време ќе ни треба дрвата да ги пресечеме. Не, Неемија му даде конкретен план. Му рече, толку време ќе ме нема, иако не пишува, ама пишува откако го одредив времето, царот се согласи да ме пушти. Што ни кажува ова? Дека во тие 4 месеци, додека Неемија се молеше, најверојатно исто така и планираше. И тука доаѓаме до една интересна тема, поврзана со христијанскиот живот, а тоа е балансот помеѓу молитвата и планирањето. И овие две активности не се исклучуваат едни со други. Една со друга. Добро е да се молиме за некои работи во животот, ама согласно нашата одговорност, добро е да планираме. Некогаш во црквата го има оној став на јас се молам, јас не планирам и дозволувам на Бог да действува кога сака. И тоа некогаш е стварно така. Ама во некои ситуации, колку и да звучи тоа супер духовно, јас не планирам, може да не води во ќорсокак. Ако сакаме да се обнови тоа што во нашите животи е срушено, добро е да дојдеме кај Бог и да речеме, Боже, ова е срушено и ова сакам да се обнови. Ама добро е и со понизен став во срцето да планираме. Свесни дека се зависи од Бог и Божите планови, ама да знаеме како сакаме да ја пристапиме на таа ситуација. Пример, имаш нарушен меѓусебен однос со некој. И можеби тоа трае со недели, можеби со месеци, можеби со години. Добро е јас да се молам и да речам, Господе, обнови го овој однос, бидејќи ме боли фактот што не сме на исто пријателство, нашето пријателство не е така како што беше порано. Тоа е молитвата и тоа му е угодна молитва на Бог. Ама истовремено добро е да размислам што е тоа што јас ќе го направам поттикнат од Божјата љубов, од Божјата сила, за да и пристапам на таа личност и тој однос да се возобнови. Добро е кога човек ќе биде свесен дека верата нема е на ниво на кое што му била. Дека посветеноста кон Бог, читањето, молитвата се како рушевени во споредба со тоа што било порано. И да речеме, Господе, зајакни ја мојата вера, возобнови ја мојата вера, зацврсти ја мојата вера. Ама ако немаш план да почнеш повторно, секој ден, да читаш, да го славиш Господ, да слушаш проповеди, можеби да прочиташ некоја книга, се разбере да го читаш Светото писмо. Ако немаш план дека во недела са бајле, знам дека неделата е дел од начинот на кој што Бог ќе ја гради мојата вера, да бидеш во црква. Ако немаш таков план, не знам дали ќе води таа молитва некаде. Повторно зборуваме како минатата проповед за се зависи од Бог во крајна сметка, во крајна смисла. Ама некогаш Бог од нас бара ние да преземеме одговорност за некои чекори. Пример. Вчера со Нена разговарахме за оваа тема и ние сметаме, можеби не сме во право, ама сметаме дека како семејство дека имаме премногу обврски и одговорности во овој период од животот. И се наоѓаме многу често во ситуација каде што си велиме толку многу обврски имаме и одговорности и работи кои што треба да се завршат, што многу ни е тешко еден ден во неделата да го земеме за шабат, за одмор. Божиот принцип е тој: 6 дена во неделата ќе работиш, еден ден во неделата ќе одмараш. И тоа не се однесува само на евреите во Стариот Завет. Тоа беше дадено уште кога Бог го создаде човекот. Дека и самиот Бог 6 дена создаваше и 7-миот ден вели се дека отпочина од тоа што создаваше. И тоа е Божја заповед. 6 дена ќе работиш, 7-миот ден ќе одмараш. Арно, ама ние си велиме кога ќе одмараме. Утре треба да се заврши тоа, заутре треба да се заврши тоа, касниме со некои рокови, има многу задачи за завршување, едноставно неделава и често доаѓаме до заклучок, неделава не можеме да имаме ден за одмор. Си рационализираме како да ја прекршиме Божјата заповед. Мислам, и до там може човек да отиде.
И вчера седнавме и рековме, ако немаме ние план за шабат, за еден ден во неделата, да одмараме, што сака нека биде околу нас. Значи, колку сака нека се касни со рокови, колку сака нека има работни одговорности, ние се молиме дома, Господе, дај ни одмор, дај ни сила, а покрај другото Бог ни дава одмор и сила, која ќе еден ден во неделата, која ќе одмараме. Ние сакаме да прекршиме таа Божја заповед, ама истовремено и Бог да ни даде и одмор и сила. И свативме вчера уз долг мовет дека добро е ние да бараме од Бог. Ама добро е исто така да речеме, тој ден во неделата ќе биде ден за одмор. И тоа е дел од планирањето. Ние се молиме, ама и планираме дека тогаш ќе одмараме. И дека ќе си го расчистиме условно кажано патот за стварно да стигнеме до таа точка, дека тогаш ќе одмараме. Состаноци, средби, разговори, работни задачи, тој ден нема. Мора на тоа да му пристапиме плански. Ако не, може само да се молиме, а може никаде да не стигнеме. Не сакам планирањето да го ставиме на некој пиедестал и да кажам, тоа е нешто најважно. Повторно велам дека кога се моли човек и ако се моли вистински и со правилен став на срцето, ние сваќаме дека Бог е во контрола, дека не можеме ние да бидеме во контрола. Ама молитвата и планирањето не секогаш се исклучуваат како активности една со друга. Ако се моли за нешто, обиди се, колку што зависи од тебе, да направиш план, да му дозволиш на Бог како да действува во таа насока. И царот му го даде на Неемија тоа што го побара, не само што му даде дозвола да оди во Ерусалим, туку му дозволи и од царската шума да се дадат дрва за вратите на тврдината што е кај Божјиот дом и за градските ѕидишта. Со други зборови, царот се согласи да го финансира проектот кој што години предходно неговото царство го забрани заради стратешки причини. Зошто? Бидејќи Бог беше во сето тоа. И кога Бог ни дава некоја задача, кога Бог ни дава некаков повик за нешто, овој стих ни учи дека не треба да се грижиме. Тоа што Бог ти го дава како повик, како задача, моментално во животот, твое е само да веруваш и да зачекориш во тоа. Некојаш Бог ти дава задача и ти дава повик на некоја личност да испрачи за Евангелието. Ти може би кажеш, ама не знам како, кај да почнам, што да кажам. Христос вели, Светиот Дух ќе зборува преку вас. Светиот Дух ќе зборува преку вас. Бог ќе ти даде семејство. Боже, како да се грижам за семејството? Ако Бог ти го дал семејството, тоа е, условно кажам, негов проблем. Не е твој проблем. Бог ќе обезбеди тоа што е потребно за ти да се грижиш за тие луѓе кои што ти ги дал, кои што ти ги доверил. Ќе ти даде Бог служба во црквата и ќе ти даде сила, ќе ти даде начин како да извршуваш таа служба. Некој рекол дека Бог секогаш ги плаќа своите нарачки. Тоа што Бог ќе го нарача, Бог ќе го плати. Тоа што Бог го дава како повик, како задача, Бог ќе го поддржи со тоа што ни е потребно како ресурс. И стих 8 завршува со: И царот му даде се што побара, бидејќи раката на Бога беше над мене. И мислам дека ова е клучен стих во целата втора глава и повторно се повторува, овие зборови се повторуваат мислам дека во 18 стих, да, кога Неемија се сретна со јудејците во Ерусалим, им вели и им раскажав дека добрата рака на мојот Бог беше над мене. Неемија свати дека причината зошто царот му дозволи и да оди во Ерусалим, зошто и царот се согласи да го финансира целиот тој проект, беше Бог, не беше самиот тој. Знаете, некогаш сме склони да речеме се случи тоа, или може би Неемија можеше да каже и царот ми даде, бидејќи бевме блиски. И царот ми даде, бидејќи ми веруваше.
Или царот ми даде бидејќи вешто и на мудар начин му ја представив ситуацијата и успеа. Денеска некогаш признам, јас сум видомен за тоа и размислував доста додека спремав проповета, можеби Неемија ќе можеше да пристапи од перспектива на среќа. Имав среќа и царот ме пушти. Некои луѓе одат до таа крајност денеска што велат универзумот ми го даде тоа. Не, Неемија вели Бог. Сето ова што се случи е Бог. Луѓето од светот може да зборуваат и за имав среќа и универзумот ми го даде тоа и 300 други работи. Тоа може да е својствено за луѓето од светот. Христијаните зборуваат за благонаклоност, не зборуваат за среќа. Или барем треба да зборуваат за благонаклоност. Во Јаков 1 глава 17 стих вели: секој добар дар и секој совршен подарок иде озгора, симнувајќи се од Отецот на светлината, во кого нема промени ни сенка од измена. И во други стихови од Светото Писмо јасно ни се кажува дека кога имаме благослов, кога имаме отворена врата, тоа не е случајно. Тоа не е среќа во несреќа или не знам ти што. Тоа е Божја цел, тоа е Божја намера и тоа е дел од Божјиот план. И затоа ќе кажам следново. Христијаните не треба да веруваат во среќа. Во на класична смисла на зборот. Како случајно се погодија настаните. Не, христијаните треба да веруваат во Божја благонаклоност. Дека Бог го направи ова. Бидејќи кога зборуваме за среќа или ако изворот на благословите на отворените врати е среќата, што е среќата? Каде е среќата? Како да ја благодариме на среќата? Ако среќата е изворот на сето тоа, тогаш ние случајно сме добиле нешто добро. Ама ако Бог е изворот на благословот, на отворената врата, на дадената прилика, тогаш знам дека тоа што сум го добил е дел од некој поголем Божи план, добар и совршен за мојот живот. Ако благословите ги припишуваме на среќата, тоа ќе води кон суеверие. Имав среќа, немав среќа. Или што треба да направам за да имам среќа? Ама ако е Божја благонаклоност, тогаш тоа води кон благодарност. Дека имам кому да заблагодарам за ова што го добив. И дали е најголем греф ако човек го искористи зборот среќа во секојдневниот речник, не велам дека е тоа така, ама сакам да ве поттикнам и сами од себе се поттикнам да размислуваме од перспектива не на среќа како некоја случајност, туку од перспектива на Божја рака или благонаклоност. Дека ова што го добив доаѓа од Бог. И можеби треба од Бог да бараме да ни даде таква чувствителност. Господе, денеска со што и да се соочам, со кој благослов се соочам, помогни ми да сватам, или со која отворена врата или добра прилика, да сватам дека ова доаѓа од Тебе. Ова не се случува туку така. Ова е дел од Твојот план. Кога молитвата е услишана, тоа не е случајно. Тоа е Бог. Ама ќе кажам уште нешто друго, што е сосема друга тема. Кога молитвата некој пат не е услишана, и тогаш е Бог. Само ние тешко да го прифатиме тоа. Нас не лесно кажеме, често кажеме, јас се молев за тоа, Бог го даде тоа, слава ти Господе. Ама ако ќе биде, јас се молев за тоа и Бог не ми го даде, а не сме свесни колку често е добро што Бог не ни ги дал работите што сме ги барале од Него. Господе, те молам, таа личност нека остане во мојот живот. Некој е подобри да не остане. Господе, те молам, тоа дај ми го. Дај ми ја таа шанса, таа прилика да искористам, таа работна позиција и тоа. Некој пат е добро што Бог не ти ја дал. Бидејќи Бог гледа неколку чекори пред тебе и сваќа дека ако ти ја исполнил молитвата, ќе било тешко тебе. Божјата рака и Божјата благонаклоност некогаш треба да ги гледаме и во неодговорените молитви. Не само тогаш кога го добиваме тоа што го бараме.
Ама ако живееме на ваков начин, ако живееме на начин на таков начин што ќе ја препознаваме Божјата рака во секојдневието, Божјата благонаклонност во секојдневието, таа навика од нас ќе направи благодарни луѓе. Благодарност упатена кон Бог, не кон некоја си безлична сила, наречена среќа, универзум или што и да е. Бог. Кога ние благословите му ги припишуваме на среќата, универзумот или на некоја случајност, во суштина ние го ограбуваме Бог од славата која заслужува за доброто дело што ни го дал. Ама ако живееме на тој начин, со благодарност кон Бог, со препознавање на Божјата благонаклонност, верувам дека благодарноста во нас, верата во нас ќе расте и тоа му е потребно на ова опште. Тоа ни е потребно нас лично. Прво му даваме славата на Бог. Второ, нашата вера расте, се зајакнува, ама и сето ова е сведоштво за луѓето околу нас. Знаете, кога Бог ќе одговори на некоја наша молитва, кога Бог ќе отвори некоја врата, кога ќе даде некоја прилика, христијаните треба да зборуваат за Божјата рака и да сведочат за таа Божја рака. Патем Божја рака во Светото писмо, во првата глава пишуваше: Господе, не ми ја зборуваше за Божите очи, за Божите уши, сега за Божјата рака. Тие се само начини на кои што на Бог му припишуваме човечки особини за подобро да го сватиме. По теологијата се вика тоа антропоморфизми, се нарекуваат тие. Ама идејата е дека Бог беше со мене во ова. И замислете кога ќе ви даде Бог некој благослов пред вашите пријатели кои што можеби не му веруваат или не го познаваат, да не зборувате за среќа имав па ми се случи ова, туку Божјата рака беше над мене и ми се случи тоа. Некој пат Божјата рака беше над мене, па не ми се случи тоа. Во свет во кој што луѓето зборуваат за среќа, за случајности и така натаму, јас верувам дека ние христијаните не треба да зборуваме за тоа, туку за Бог. За неговиот план, за неговите цели, за неговата волја, која што во писмото се вели дека е добра и совршена за секој од нас.